Имаме пред се правни празнини во контекстот на нашата држава. Односно, кога станува збор за ФИМИ, односно СИММИ, како 5 би рекол клучни празнини кои што ги извоивме во нашата студија со колешката Тунева, првата би била делумно нетранспарентна собственост и финансирање на дел од онлайн медиумите, особено во избори. Не би сакал да ви додавам, темата ви е многу позната, знаете колку онлайн портали, колку пари, од кои партии влегува кај нив и се уште постои политичка дебата дали треба да се смени изборниот закон или не. Меѓутоа, факта е дека тие портали во многу сензитивен период, тоа е во предизборието, шират одредени наративи, одредени би рекол информации кои што може да влијат на одлуката на изборниот ден. Второ, што за мене лично е многу важно, а не знам дали се разбира како што е именувано, велиме недостига меко управување со државно согласени канали, фокус на отпорност наместо репресија. Што сакам да кажам? Секогаш кога имаме проблем кај нас, да речеме доминантно, законодавецот, извршната власт велат: "Океј, имаме проблем, ајде го решиме. Како ќе го решиме? Ќе го казниме." Добро, значи казната е тој првиот репресивен механизам. Да, тој е можеби најбрз, најевтин и најефикасен метод во одреден контекст, меѓутоа кога станува збор за ваков комплексен модел на дезинформации, практично репресијата не секогаш е позитивна, може да направи цензура и затоа треба да се разговара за како се градат капацитетите на медиумите, на регулаторот, на јавниот сервис, на новинарите и практично на сите граѓани да не подлежат толку лесно на дезинформации. Трето е, нема стабилна платформа и протоколи за координација и размена на индикатори меѓу клучни актери. Без да посочувам со прст кон ниједна институција, не ми е тоа намерата, меѓутоа ви го кажа примерот со новинарите. Се обидуваат да истражат одредена тема, кој стои за одредена, би рекол, стратегија за дезинформирање пред референдум, пред избори, и наеднаш тие не знаат на кој се обратат, затоа што едноставно факт е дека понекогаш самите институции меѓу себе не комуницираат доволно со цел да направат координација како координирано да искочат во престрет на овие појави. Четврто, нешто за кое што, да речеме, земјите членки на ЕУ веќе имаат одреден напредок, кај нас од аспект на кандидат земја има делумна имплементација, меѓутоа не и целосна, тоа е на новите акти на, сега веќе не така новите, веќе наполнија 2 години, значи веќе се и постари документи, станува збор за DSA и за ENFA, тоа се новите акти на Европскиот парламент кои што делумно феноменот на ФИМИ го таргетираат. И нормално ограничени капацитети за континуирано следење и докази базирани политики на СИМИ, посебно кога имаме проблем на социјалните мрежи. И од искуство на организации кои што следат овој тип на проблематики, знаеме дека институциите генерално се мачат кога имаат, да речеме, негативни појави на социјалните канали, пред се на Facebook, на Twitter, на TikTok и останатите. И тука кога сакаме да тоа прерасне во судска постапка, едноставно доказниот дел е многу спор. Ке се обидам да заврзам кои се последиците. Во Македонија, за жал, во нашиот локален контекст имаме плодна почва. Не е мој омилен термин, меѓутоа факт е дека тоа е така. Кога станува збор за наметнување на ФИМИ, зошто? Бидејќи целиот медиумски песош е доста фрагментиран, доста е сиромашен. Медиумите немаат доволно ресурси да посветат внимание да изградат механизми. Самите институции, да, можеби размислуваат како да помогнат, меѓутоа нема доволно брзи постапки како да се наметнат. И за жал, кога ќе настане ваков тип на проблем, највеќе страдат граѓаните, бидејќи има ерозија на довербата на граѓаните кон новинарите, кон институциите и генерално кон целиот естаблишмент.